И оваа година продолжува проектот на Министерството за труд и социјална политика за ангажирање образовни асистенти за учениците со посебни потреби за сите основни училишта. Станува збор за лични и образовни асистенти, кои ќе овозможат полесно следење на наставата и совладување на училишните уврски од страна на учениците со посебни потреби. За реализација на овој проект, општина Кочани испрати барање до Министерството за одобрување на нови асистенти за работа со тие ученици од 1 септември во новата учебна година. Од општината истакнаа дека побарале поголем број, барем по еден, во секоја основно училиште од Кочани, но од Министерството одобриле само 2. Одобрените се однесуваат на основните училишта Раде Кратовчи и Никола Карев, додека Малина Попиванова и Свети Кирил и Методи за сега не им е одобрен таков асистент за оваа учебна година, истакнуваат од општината. Потребата е многу поголема, велат од општината, откаде истакнуваат дека тој проект е на Министерството за труд и социјална политика и доколку сакаат да се реализира, логично е дека би требало и да одобрат асистенти кои ќе работат со тие деца. Ланската учебна година во сите основни училишта од Кочани имаше по еден таков асистент и праксата покажа дека тие не беа доволни, бидејќи проектот предвидува на едно дете еден асистент. Такви деца во основните училишта Раде Кратовчи и Свети Кирил и Методи има по едно. Во основното училиште Никола Карев се 2 и во основното училиште Малина Попиванова, освен паралелката за деца со посебни потреби, такви деца со кои би можело да работи асистент се 3. Така што во сите училишта има потреба од образовни асистенти, истакнуваат директорите на училиштата во Кочани. Исто така, тие додаваат дека лани се покажа дека се гледа голем напредок кај тие ученици со посебни потреби на кои им помагаа асистенти. Од општината пак вела дека 2 се одобрени, но за останатите училишта ќе чекаат од Министерството да понудат решение и секако да одобрат уште најмалку 2 такви асистенти како би се реализирал проектот. Ангажираните асистенти се невработени лица кои преку скратеното работно време ќе имаат можност да стекнат нови вештини и да излезат на пазарот на трудот. Овој проект представува вистинска подршка за учениците со посебни потреби, но и можност невработените лица да можат да бидат поконкурентни и да им се понудат подостоинствени услови за живот. Проектот за ангажирање на лични асистенти за учениците со посебни потреби е во соработка со Програмата за развој на Обединети нации UNDP, Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување.